Во ледени комори на минус 135 степени ги чуваат телата на оние кои ги чекаат повторно да оживеат. Најмладиот член на ова здружението е 2-годишно дете. Здружението за продолжување на животот Алкор ги складира телата на оние кои решиле да бидат замрзнати по смртта и во таа состојба чекаат технологијата да напредува доволно за да ги врати во живот. Иако досега вакви работи сме гледале само на филмови, има луѓе кои веруваат дека со развојот на технологијата ќе биде можно покојникот да се врати во живот. Нивната надеж ја зголеми издружението за продолжување на животот Алкор во Аризона, кое е своевидно складиште за телата на оние кои по смртта решиле да бидат замрзнати и во таа состојба го чекаат процутот на технологијата. Во моментов во складиште се 199 човечки останки, кои се чуваат свежи, со течен азот кој ги одржува на минус 135 степени Целзиусови. Имено, на толку ниска температура престануваат сите клеточни функции, а органите остануваат непроменети додека не се одмрзнат. Најмладиот член на ова здружение е 2-годишно девојче од Тајланд, чии родители се надеваат дека наскоро ќе можат повторно да бидат со неа на овој свет. Имено, на девојчето во април 2021 година и била диагностицирана прогресивна церебрална парализа, а по сите обиди за лекување, таа починала во јануари оваа година. Ова беше единствената надеж на родителите повторно да ја видат својата ќерка. Но, криогенското замрзнување ги привлекува и богатите и ексцентричните, така што во Алкор лежи телото на американскиот програмер кој прв работеше на дебагирање и надградба на отворениот код на биткоин и кој почина во 2014 година по 5-годишна битка со амиотрофична латерална склероза. За да успеете да го замрзнете вашето тело, треба да издвоите вистинско мало богатство. За таков потфат треба да платите $200,000 за да обезбедите високотехнолошки замрзнувач, додека по аукцијска цена од $80,000 можете само да го замрзнете мозокот. Кога станува збор за замрзнување на мозокот, корисниците кои ќе изберат да го спасат само овој орган, чекаат напредна технологија за да им создаде сосема ново тело. Се чини дека постапката за замрзнување е дека целото тело е сместено во големи цилиндрични комори заедно со 3 други тела. Кога некое лице ќе умре, лекарите мора брзо да реагираат за безбедно да го зачуваат телото и да го подготват за замрзнување. Првиот чекор вклучува исцедување на крвта и другите течности од телото, а потоа потопување во течност што наликува на антифриз. Ова ја спречува кристализацијата и оштетувањето на клетките за време на процесот на замрзнување. Телото потоа се преместува во буре кое не користи електрична енергија за складирање, туку се полни со свеж азот еднаш неделно. Иако многумина се надеваат на ваков тип на оживување, во моментов ниту еден научник или лекар не може да потврди дека тоа ќе се случи и дали е воопшто можно такво нешто.